Го барав и на Фејсбукот. Го барав секаде, го чекам еве 45 минути, 48 минути. Повторно ќе реагирам така, значи човекот нема одговорност кон народот, особено кон македонскиот народ, исклучиво кон македонскиот народ, инаку неговите заложби ги знаеме. Нема одговорност ни кон своето достоинство, Зоран Иванов. Сметав, почитувани слушатели и Фејсбук пријатели, дека патриотизмот и предавствата ќе ги извадевме вечерва на виделина преку нашиот дуел. Еве, јас ќе му испратам дел од прашањата преку Фејсбукот, што требаше да се реализираат. Прашања јас инаку за интервју не испраќам на никого. Интервјуата се прават нормално, на човек способен, што е експерт во своето поле. Ако е премиер, треба да е способен да одговори, не треба напишани прашања. Ако е председател, тој треба да е способен. Ако е земјоделец, нормално дека треба да е способен и знае како се копа нивата, како се копа лозијето, како се берат јаболката, па и праските, и грозијето и така натаму. И тој не треба да му пуштам јас прашања на земјоделецот, на селанецот. Така и не пуштам прашања за другите. Што станува збор за предавствата, имав едно убаво прашање, народно прашање, кое често преовладува кај нас македонците, предавство, предавник, ливуш и така натаму. Историјата наша ни кажува, почитувани македонци, дека од античко време па до денес предавниците биле посилни и поуспешни од македонскиот народ како целина. Јас само 2-3 примери ќе посочам, ќе наведам и мислам дека ќе завршам со тоа. Јас ќе сакав да го прашам Зоран Иванов, кој жестоко се бори против македонскиот народ и против Македонија, учествува во сите антимакедонски кампањи, го има насекаде, но еве овде за жал не се појаве, меѓутоа не сакам да зборувам по мислам и што се однесува само за момент, што да ме слушате. Не сакам да го обвинувам затоа што не знам што му се има случајно на човекот, но имав добри прашања, меѓу кои и за ова ќе наведев како да ни е таква и судбината предавниците да се посилни од македонскиот народ и од лидерите. Уште од античко време, само да подсетам за јавноста, уште од античко време, веројатно некои знаете, некои не знаете, Филип Македонски, татко му на Александар, бил убиен. Убиен бил од предавници. Понатаму, ајде подолу да слезам. Војската на цар Самуил била ослепена. Ја ослепиле војската на цар Самуил. И уште подолу ако одам, Гоце Делчев бил предаден. Илинденското востание беше втурнато.
односно македонскиот народ беше втурнат во една кланица, како едно топовско месо, како една касапница, го искасапија македонскиот народ за Великденското востание и требаше 40 години македонците да се соземат себе си, па од некаде 41 година да се кренат на повторно востание. Меѓутоа, предавниците и тогаш не мируваја, имаше предавници, имаше платеници, имаше лигуши, познати се, почитувани мои македонци, познати се тие, не се страмат, немаат рабет, ќе земат пари во моментот, мислат дека освоиле се, но не знаат дека и од едната страна и од другата страна се најмизерно ценети. Најмизерно ценети се. Они кои си го предаваат својот народ и своето достоинство. Затоа што оној што бара предавници, знаете од филмови, знаете од историја, од лектири, од стихотворби, поезија, проза, дека предавникот назначен од непријателот, знаете дека воопшто не е ценет. Штом го искористи и одма ќе му е тргни кубурата. Значи, толку му е на предавникот, толку му е животот. Или од едните, или од другите ќе заврши. Тоа е историскиот факт, историскиот чин. Значи, Гоце Делчев беше еден истакнат македонски апостол, идеолог, револуционер, учител, македонец, борец против лигушите, предавниците, но не можеше да издржи на крајот на 4. мај 1903 година го убија, за жал. Ако одиме понатаму, и веројатно со ова ќе завршам, да као нека биде како порака. Ако одиме понатаму, 44-45 година, Асном, Република Македонија, президиумот, председателството и така натаму, патриотски настроени, македонски, национално. Има, впрочем, и едно интервју господинот Зоран Иванов со Крсте Црвенковски, ако се сеќавате вие постарите. Крсте Црвенковски беше партизан од Прилеп, но беше и во владата на Македонија, беше и во владата на Југославија. Едно време беше скоро втор човек во Југославија или близок до Тито во времето. Син му беше Стево Црвенковски, министер за надворешни работи во независна Македонија. Потоа, само да дојдам до поентата, тоа ќе биде се, дека и во тоа и во таа слободна Македонија во рамките на Југославија, па и во егејскиот дел на Македонија имаше предавници, познате и Коте од Рулја и некои други, па и во Пиринскиот дел на Македонија, и таму се познати предавниците. Во Македонија, во, да кажеме, ослободена Македонија, слободна во тоа време, од кодошите настрада Методија Андунов Ченто, и не само Ченто, што почина од насилна смрт, болест, затвор, работење со сила и така натаму. Туку и беше Брашнаров и многу други, да не ги бројам, да ве замарам. Понатаму имавме предавници на македонскиот народ 2001 година со војната со УЧК и терористите, кои сега се влада на Северна Република Македонија. Тие владеат со Северна Република Македонија. И таму бевме предадени, потоа бевме предадени со локалната самоуправа 2004 година. Потоа бевме продадени со двојазичноста во Македонија, освојувањето на албанското на туѓа држава како државно знаме во Македонија. Опростувањето на сите злосторства на Али Амети.
Понатаму доаѓаат тиранската платформа, двојазичноста и албанскиот јазик официјален на цела територија. Зоран Заев, ако се сеќавате, велеше силно така. Кој бе тоа ќе води двојазична држава? Каде во Гевгелија или пак онаму во Радовиш, па и во Крива Паланка ќе имало албански јазик. Но, меѓутоа, сега со пописот ќе се плаќаат дебели пари ќе се плаќаат со пописот наместен партиски помеѓу него и Зоран Заев и Али Амети. Методологијата е турнаја. Легитимитетот и легалноста се отфрлаат затоа што тој попис не важи. Знаевме дека ќе биде пописот како што е и знаевме дека ќе биде таков. И уште да ги додадам, преспанскиот договор е чин на предавници. Договорот за добрососедство со Бугарија е чин на предавници. Еве дека на крајот ќе завршам дека македонскиот народ секогаш губи од сопствените предавници, лигуши и така натаму. Доказател е и показател е референдумот 2018 година. 2/3 од македонскиот народ беа против промена на името, меѓутоа насилно лигушите, предавниците во собранието изгласа 2/3 мнозинство, донесоа од затвори, од притвори, од секаде донесоа, ни носат и го променија името, го променија уставот. Ние како народ не сме народ, сме граѓани, граѓанство сме, безимени сме, зомби, не сме достоинствени, не се достоинствени на сопственото име, не се достоинствени на сопствената држава, туку ќе ни носат други премиери, председатели и така натаму. Ете, почитувани мои македонци, накратко ова би било што ќе го кажам, меѓутоа имав јас и убави интервјуа, односно имав и факти и податоци кои ќе ги презентирав тука да можете и вие да ги гледате. Како што реков дека Зоран Заев интервјуто го прави со Крстит Црвенковски 91 година. Зоран Иванов, пардон, Зоран Заев не можеме да го извадиме од нашите глави и од фрижидери и од дом, од секаде. И насам ми доаѓа и кога ќе умреме, ќе ми доаѓа на гробот, преку гробот. Иванов направи интервју со Крстит Црвенковски за радио Скопје, радио Македонија, и убаво го прашува тогаш дека македонскиот народ слави 50 години од победата над фашизмот. И истиот човек сега да го брани тој фашизам преку Бугарија и преку други држави. На тоа Крстит Црвенковски му кажува дека 41 година македонците се кренаа на востание не само во овој дел во Република Македонија, туку и во Егејскиот дел и Пиринскиот дел. Знаеме ние дека тоа така беше, фактите и луѓето кои ги преживеа тие војни, овие голготи, тешкоти, маки, низ тие војни, особено македонците од Егејскиот дел на Македонија од 40-та година до 49-та година се бореа, дома не беа прибрани, оставија коски по планините и по лињата, но на крајот беа поништени од британците и од американците со напалм бомби, за прв пат употребени во светот и незаконски и против меѓународните закони и права на сите народи, но за нив нема права и не почитува. Тоа исто да се случува во Украина сега, каде што топовско месо е украинскиот народ, војната ја водат Русија и Америка. Не сакам да зборувам за тоа,
И истото беше и со Пиринска Македонија. Крсти Црвенковски убаво објаснува, сепак јас очекувам дека ќе се јави Зоран Иванов во некое друго интервју, во некој друг ден ќе закажеме и имам исто намера да го прашам за во Охрид, кога беше Зоран Иванов, така многу гласен и Милошевиќ го пречека од Грција на состанокот со Киро Глигоров, председателот, како сега се сеќавам го праша каде се наоѓате. На Милошевиќ на македонски му вели каде се наоѓате. Милошевиќ му вика прве не го разбра, па му кажа од тие што преведуваат кај се наоѓаш, каде се наоѓаш. Тие му кажа, тој му вика се наоѓам во Охрид. Не му вика Зоран Иванов, не во Охрид, во која држава се наоѓа. А пак Милошевиќ му одговоре во Социјалистичка република Македонија. Значи не сакаше да ја признае Македонија како независна република Македонија. Почитувани македонци и македонки, каде и да сте, јас ми се извинувам што не реализиравме интервју со новинарот Зоран Иванов. Се надевам дека ќе го види овај говор, ова едно мое, како да кажам, топење пред вас, слушателите и фејсбук пријателите, затоа што да поканиш човек на интервју и да не ти дојди, добро разбирам, ама па да не кажи дека не може да дојди, тоа не можам да го сватам, освен ако не дај Боже се случило нешто, пак вечер да не го видам на телевизија, инаку сигурно ќе биде на некоја телевизија наместо во болница. Зоран Иванов ќе биде на телевизија, знаете, секаде. Толку имам јас, толку имам и за Зоран, и ќе му порачам да се јави. Зоране, јави се, ве очекуваме вечерва не, веќе е касно, 10 сата кај нас, кај вас е 2 во Македонија. Ќе реализираме интервју и ќе зборуваме за сите патриотски работи и предавства на македонскиот народ и Македонија. Добар ден на македонците во Македонија и на секаде во светот, а добра вечер на македонците овде во Австралија. До гледање и до слушање.